Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со доктор Жарко Јанковски, специјалист по интерна медицина и кардиологија, Евгенија Колев, фитнес инструкторка, и пејачката Калина Вилковска-Кали. Останете со нас до 11 часот. 9 часот и 10 минути. Велам добро утро во овој дел од емисијата за сите вас кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5 и се разбира голем поздрав за сите останати кои што не следат уште од 6:45 и верувам дека ќе станете со нас до самиот крај, до 11 часот, дека ќе ни ги проследите разговорите кои што ни следуваат со нашите денешни гости и дека ќе уживате во продолжение. Најпрво се ја поздравам мојата драга колешка Вера Мештеројк. Верче, некако јас и ти вака многу често сме заедно. Добро утро. Добро утро на тебе, Цеце. Почитувани ве поздравувам и секако верувам дека веќе уживате сутринската програма на Канал 5, што е рано наутро, така и ќе биде во овој дел од 9 часот, каде што ќе се дружиме со нашите денешни гости. Повторно имаме убави лица кои што ќе ги запознаете малку, можеби и во поинакво светло и верувам дека ќе го задржиме вашето внимание. Денеска сме четврток, 19 март и мислам дека е баш убав ден, Цеце, да ги поздравиме. Да, за нас последен работен ден, ама се разбира дека утре ќе има Здраво Македонија, дека треба да си останат гледачите заедно со Канал 5, но ние да им посакаме добре ден на нашите денешни гости. Веднаш до мене ние Евгенија Колев, која што е фитнес инструкторка. Евгенија, добро утро. Добро утро, Цеце, ви благодарам многу на поканата. Мислам дека си била во Здраво Македонија, одамна нешто ни готвеше во кујна, но не сме те седнале овде на најпознатата маса во интерот. Да, позната ми е кујнава, дури мислам дека и си заборавив нешто таму. Да, сериозно. Мислам дека сега Драгче ќе ни јави да не го зимаш, да готвиш кај неа, па после да се. Да, може, јас секогаш сум расположена за тоа. Ти благодарам многу на прифатена покана, бидејќи ти неодамна се врати од Дубај со твоето семејство, повторно живееш во Македонија, ако може така да кажам. Ќе зборуваме малку за тоа зошто замина од тука, какви можности понуди Дубај во еден одреден период од твојот живот и се разбира за твојата професија. Ти си фитнес инструкторка, си мајка на 2 дечиња и како успеваш да најдеш баланс во сето тоа? Да, веднаш до тебе, единствен господин во ова женско друштво, верувам дека ќе ви биде пријатно, ние доктор Жарко Јанковски, кој што е специјалист по интерна медицина. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро и на вас. Ние редовно се дружиме со вас. Да. Докторите некако секогаш се добре дојдени во нашата емисија, секогаш сакаме да споделиме со вас. Стално има нешто да се каже. Стално. Буквално. Како сте вие? Дали сте добро, дали сте расположени утрински? Супер. Да. Се надевам дека ќе ви биде пријатно и вас ова утро и дека убави совети и препораки ќе споделиме со нашите гледачи. И Калина Вилковска е ова утро со нас. Кали, добро утро. Добро утро, Цеца, добро утро, Верча. Така, да. Добро утро на сите. Убав надимак, имаш шкали. Да. Како си ова утро? Одлично. Доста си активна. Мислам дека ќе бидам поспана, но не. Не може овде со не може со оваа твоја енергија да бидеш ти поспана, не била таа работа. Да, уште изрипав. Битно беше, знам дека ќе биде сончево во мојата глава, што терам навака на оваа локација, знам дека ќе си имаме навистина убав разговор и едве чекав да ве видам сите и да се запознам нормално со гостите. Со гостите, да. Имаш навистина и ти убав повод зашто си ова утро тука. Овој период си доста актуелна и активна, ајде ќе кажеме, бидејќи имаш нова песна, Моето сонце, денес ни е облачно или барем така беше јас кога дојдов во 6 часот овде, не знам сега каква се Па се обидува сега сонце, ама кај дај ќе огре. Да пробие. Добро. Калина, може да почнеме од тебе кога сме веќе кај Моето сонце. Нема проблем. Нова песна и соработка со Роберт Билбилов. Ние публиката прилично се изненадивме на оваа соработка со Роберт, навистина секоја чест и е нешто различно од тебе, можеби најблиско до твојот карактер, вака мој личен впечаток. Но ми се допаѓа навистина номерата, ќе ти кажам зад камерите на која евровизиска песна ме потсетува. Но кој е твоето сонце? Да, најчесто поставуваното прашање нормално логично. Така, да. Моето сонце е музиката, во суштина јас за тоа и пеам. Меѓутоа, нормално оставивме простор со Роберт во самиот текст, да секој еден човек кој што ќе слушне песната може да се интерпретира на апсолутно и да си го пронаоѓа своето сонце, да. Така е, затоа што за секого нешто различно значи. Ако ништо друго, барем во моментот, нели? Затоа што секогаш музиката ние ја прецепираме во суштина од моменталната психофизичка состојба. Да, баш така. Колку ти значи овој проект и колку е навистина близок до твојот карактер, иако јас си го споделив само мојот личен впечаток, но некако си така енергична, таква е и песната, таква е музиката. Можеби очекував малку повеќе да танцуваш. Навистина? Да. Некој пат се на музиката, да. Да, некој пат се изненадени дека воопшто има толку многу движење од моја страна, па од друга страна
символиката која што ја прикавме со самиот видеозапис не дозволуваше тоа сценарио да имам некои, не знам, поексплицитни кореографски аспекти, туку повеќе морав да бидам во улога на малку пороботизирана верзија од самата себе си, што има многу символичко значење во суштина целиот видеозапис. Со Роберт во суштина се познаваме многу одамна. Да. Музичките кругови не имаат споено вака како луѓе кои што нормално се почитуваат на тој план. Меѓутоа ова се случи многу органски природно, затоа што ние со Сара квартетото нешто имаме мини караваните музички кои што ги правиме секоја година околу празниците, божикните празници, Нова година. Снимивме прв сингл и тој се снимаше баш кај него во студио. И во суштина на една од сесиите кога се испраќавме, на врата ме застана и ме искара. И ме прибра. Ме искара, ме прибра и од тука стартуваше се, а верувајте дека беше едноставно многу брза и едноставна нашата соработка. Просто знае да ме прочита, му благодарам на довербата. Знае со кого си има работа, знае како треба. И одвај чекам да ви презентираме и нови работи. Да, имате уште нови работи? Ке имам. Добро, чекај полека. Прво ова да им лека на гледачите. Требаше веќе да стапиш на сцената, требаше веќе да стапиш на сцената. Мислам да вистина нашата публика и они кои што седнат, не само твоите соработки кои што ги имаш, но си исклучителен вокал кој што на вистина треба да застане на сцената и да те слушаме повеќе. Па треба, Калина, се согласувам, на вистина. Убаво што Роберт те подбрал. Ме подбрал, да, морам да признам дека беше така воспитно со прстето на врата. Му благодарам стварно на таа иницијатива. Во позитивен контекст. Да, имаше доста трансформации во самиот спот, затоа некако баш си ти таму. Да, типично за мојот карактер, поготово сценското поведение, дека често се трансформирам. Таква ми е работата. Сценското поведение ми се допаѓа. Сценско поведение, тоа ми е омилениот израз. Го трендам. Да, во суштина тоа ми е најголемата љубов, да го правам, токму тоа. Да се обидам да ги спојам сите нешта кои што природно ми доаѓаат. Малку глума, малку трансформации, малку музика, малку танц, многу повеќе порака и поента. Не мора секогаш да биде се до технички аспекти, не секогаш треба да покажуваме колку сме ние најдобри во вокалните техники, затоа што забораваме на нешто што се вика емоција, уметност. Меѓутоа еден комплетен перформанс, мислам дека презентираш. Така, тоа е и поентата во суштина на нова етапа која што треба доправа да ја презентирам. Одлично. Верче мислам дека треба да го смениме концептот на емисијата, кога имаме вакви енергични гости, особено таква музика, треба да почнуваме со музика, не да завршуваме, затоа што мислам дека гледачите од како ќе слушнат и од како ќе го видат спотот, многу пинако ќе се чувствуваат уште рано наутро. Докторе, да ве размрдаме малку и вас некако, да не ни заспиете овотро. Ќе почнеме со полесните прашања за вас. Вие најдобро ќе ни објасните што е најактуелно во овој период од годината и пациентите најчесто на што се жалат, па да упатиме соодветни препораки. Познато е дека кардиоваскуларните заболувања се во корелација со промените на времето. Така да наглите промени на времето доаѓа до нагли промени на кардиоваскуларните заболувања. Кај тие луѓе кои што веќе имаат дијагностицирано кардиоваскуларно заболување. Овој период од годината, пошто е надвор е малце поладно него. И променливи се доста температурите, да. Нормално доаѓа до вазоконстрикција на крвните садови, ако тоа доаѓа до покачување на крвниот притисок, така да што тој го и повеќе го оштетува срцето, доаѓа до оштетување на срцето, уште повеќе кај тие веќе што има дијагностицирано кардиоваскуларно заболување. Исто така и начинот на исхрана во овој период е малце друг него во летниот период. Се консумира повеќе храна која што содржи конзерванси, зимница, например сол, кај што самата над сол доаѓа до покачување на крвниот притисок кој повеќе го оптеретува и така веќе заболеното срце. За разлика од летниот период кога е топло, доаѓа до шире проширување на крвните садови, паѓање на крвниот притисок, забрзана работа на срцето, што и тоа пак кај луѓето кои што имаат кардиоваскуларни болести, уште повеќе го оптеретува срцето. Исто така во летниот период доаѓа до интензивно потење,
губење на минерали преку оваквото, дехидратација на организмот и уште ја влошува состојбата кај тие луѓе. Исто многу е лошо на пример и кога е влажноста на воздухот надвор е многу поголема него вообичаено, тогаш нормално не може да се поти организмот така да не може да ги исфрла тие сите штетни материи кои што се доаѓа до задршка малцина течност и тоа пак тој зголемен волумен го доаѓа до кај болните со кардиоваскуларни заболувања доаѓа до појава на поинтензивни симптоми. Сега ме прашам колку како луѓе имаме навика некако превентивно да преземаме мерки пред да се случи нешто сериозно, особено па во вашата фела, ќе кажам. Па обично помладите луѓе полетко доаѓаат на преглед, се јавуваат, овие постариите доаѓаат. Значи и превентивно доаѓаат, не само кога ќе се случи нешто сериозно. Ако кога ќе има настане некој инцидент, тогаш доаѓаат на преглед. Значи од кога ќе почувствуваат некои симптоми, тогаш доаѓаат. Иначе било кој симптом, дали се работи за пациенти со диагностицирана кардиоваскуларна болест или не диагностицирани, ако се јави замор, малакса нос, глад за воздух, болка во градите, болка во рамењата, во вилицата. Сега тоа се знаци дека треба да се дојде на преглед. Да се јави на доктор за да се направат исследувањата. Обично се почнува со 12-канално ЕКГ. Се прави потоа ако треба се прави ехокардиографија, лабораторија. Понатака ако може да се направи коронарен стрес тест. Исто така може да се направи 24 часовно следење на ритмот на срцето. Како се вели тоа со халтер, тоа што се наречува холтер? Холтер се става 24 часовен, се следи ритмот и исто така има и за притисокот. Се следи 24 часовно мерење на притисокот. Но тоа се тоа ќе го покажат резултатите од она што ќе се... Ако има нешто позитивно, тоа сиде понатака и се златен стандард на оваквото е коронографија се прави да се види. Значи не треба секоја било која градна болка, замор, глад за воздух треба да се проследи. Нема тоа ај од времето, ние од било што. А она што меѓу народот што се вели меѓу луѓето што го зборуваат доколку ве боли во грбот позади, со дека некоја како индикација за срцев удар или така дали, тоа има некаква поврзаност или едноставен е мит? Не. Болка во грбот единствено може да се јави ако имаме, зборам за кардиоваскуларните заболувања, ако имаме нешто проблем со аортата. Ако имаме дисекција некојаш на аортата, тоа се јавува болка и во грбот и во аортата. Иначе и кај други заболувања може да се јави болка во грбот. Значи не гастроинтестинални исклучиво поврзано со срцето. Не, точно. Реуматозни болки некои така. Медицината е тесно поврзана со она што го работи и Евгенија како фитнес инструктор, но ајде да започнеме од тоа како започна твојата фитнес приказна и како истата ја прошири во Дубај. Вака, како фитнес инструктор започнав да работам откако се породив со моето прво дете. Некако желбата за фитнесот секогаш била присутна кај мене. Знаеш ти Цеце дека ја започнав во медицинската сфера, меѓутоа набргу Да, за малку во кино ќе те испратевме, мислам дека. Да, за малку. Како и да е на истокот си решила да одиш. Да, благодарна сум на ковидот. Барам за тоа што останав овде, што ме задржа овде, да. Во тој период се запознав малце повеќе себе си и сватив дека сакам да се посветам на превенција, а не на лекување на болест. Па така и решив да преидам во сферата на фитнес. Добро, докторот програма во живот, да. Да му кажа дека го гледаат веројатно на канал 5. Не, пациенти се јавува. Се шегувам. Извини ги. Да, откако се породив со моето прво дете, поминав еден процес на реизградба на самата себе си, заради тоа што накачив 30 килограми во бременоста, па сето тоа морав некако да го изрегулирам откако се породив. И тука се јави и всушност желбата за да помогнам и на други пред се мајки кои што поминуваат низ истото. Секако за тоа требаше едукација. Па започнав со истражување, многу читање, многу учење, многу едукација за да стигнам до
тоа ниво да можам да помагам на жени, поточно на мајки во тој период. Потоа тоа нели прерасна на поголема публика, жените почнаа некако да се поврзуваат со мене гледајќи ме како нели менаџирам две деца, фитнес, работа и се останато. И сега сум срекна што имам толку многу жени покрај мене што ми ја дале својата доверба да бидам нивен тренер. Колку Дубај ти помогна во целата оваа ситуација и како успеа таму да најдеш клиенти и да го развиеш бизнисот, ајде така да кажем? Да. Па ние во Дубај и заминавме од љубопитност и желба за личен развој со супругот, заради тоа што Дубај е земја која што нуди многу можност. Посебно за фитнес, едукацијата која што има таму е неверојатна. Таму го земав и мојот сертификат од NASM, National Academy of Sports Medicine, америчка компанија која што има сертификат и едукација кои што се и едни од најдобрите во светски рамки. Меѓутоа, тој сертификат за жал не можеш да го добиеш во Македонија или во некоја земја која што ја нема едукацијата што е поддржана и стандардизирана од NASM. Во Дубај тоа го има, па бев срекна што можам таму да ја продолжам едукацијата. Да, одлично. Докторе, ќе ни кажете и вие колку е важно вежбањето кога станува збор за грижата за сопственото здравје, особено кардиоваскуларното здравје? Па сигурно физичката активност е многу битна кај кардиоваскуларните заболувања. Препорака е од сите кардиолози, минимум треба да се пешачи околу 4 до 5 километри дневно. Тоа е отприлика околу 1 саат пешки одење. Движење би требало, бидејќи и со самото движење, со самата физичка активност доаѓа до пат на крвниот притисок и другото. Второ, и на шеќерот, регулација, целокупно да влијае. Паѓа шеќерот исто така, доаѓа до намалување на ниво на липидите во организмот и тоа. Да. Калина, ти извинете докторе, ве прекинав после дека заврши. Не, добро. Да. Ќе продолжиме подоцна. Не си фитнес инструктор, сакав да кажам, но изгледаш одлично. Како ти се грижиш за твоето здраве? И твојот изглед? Јас сум многу подвижен, темпераментен човек. Сцената си го прави своето, баш заради тоа што ја имам таа можност да имам таков тип на настапи кои што се кардио. Чисто кардио. Да. Чисто кардио, така да што и да изедам, јас апсолутно трошам веднаш. А јадам, сите што ме познаваат, знаат дека сум голем гурман, дека немам некоја, Бог знае каков тип на режим или преференца во однос на нешто што си искранувам, туку го следам, ги следам симптомите си, го следам телото, што ми кажува, што му одговара, што не му одговара, значи внимавам, постојано конзумирам пробиотици и некои други видови на суплементи кои што мене ми помагаат имунолошки да останам малку појака, заради тоа што сум постојано изложена на стрес на телото, затоа што настапите се случуваат, за жал, најчесто во зачадени простори. За жал се уште многу луѓе, постојано се во комуникација, многу и тоа е исто како да работиш во градинка или во училиште или на инфективна, затоа што имаш постојано тесен простор, многу луѓе кои што носат со себе се и се што. Така да внимавам на тие работи постојано затоа што ми е најважно гласовното здравје. Говорниот апарат е многу специфична работа за која што за жал во нашава земја уште не сме доволно образовани воопшто. Не сме кадарни се уште. Имаме проблем со фонијатрика. Јас ова се сеќавам дека дури минатиот пат кога имавме можност да се дружиме тука ги разговаравме одредени аспекти за фонијатрика и фонијатриските вежби колку се потребни за секој од нас што го користи малку повеќе, односно професионално говорниот апарат. Да. Така да, здравјето пред Тој е вашиот музички инструмент. Па и ваш. И ваш инструмент, така да, тоа е многу важно, така да се што е физичкото здравје директно ми влијае апсолутно на. Но оно кое што е најважно, ти си сега пронашла својот баланс, бидејќи е лична работа. Верувам дека ќе се сложи, затоа што за секого сите оние препораки или вежби навистина се пристапува индивидуално и не за секоја индивидуа која што за нешто важен или некоја исхрана, некој вежби, не ја одговара за другата. И луѓето често пати денеска навистина има најразлични препораки за каква исхрана,
но навистина треба, како што и Калина кажа, да се слушаме и телото да си го слушаме. Она кое што нам не одговара, тоа да го применуваме и верувам дека резултатите ќе бидат неизбежни. Целосно се согласувам на оваа тема. Многу често гледаме дека се продаваат програми наменети за сите, но тие програми на крајот на денот не се за никој, доколку се наменети за сите, заради тоа што сите имаме различен стил на живот, сите сме различни индивидуи, пред се различно тело имаме. Така што сметам дека секој пристап во однос на фитнес, дали е вежбање или исхрана, треба да биде индивидуален и така и работам со моите клиенти. Секој мој клиент добива еден на еден пристап, заради тоа што тоа е единствениот начин на кој што фитнесот ќе го приближиме до некој за да стане дел од неговиот живот. Доколку ние одиме во екстреми, тоа нема да биде конзистентно и никој нема да може да се придржува до тоа на долг рок. Така. Доктор, се случува ли да речеме слушнала од комшифка дека има проблем сега со високиот крвен би и таа пие да речеме некои лекови и да дојде сега и да каже еве јас си земав ги пијам овие лекови и си мислам дека така треба. Постојат. Да не кажам, доктори уште. Да не кажам секој втор така доаѓа. Тоа е страшно, беше поразително. Нема кај нас први одат прашуваат околу дали да земе кој лек го пие, што лек пие. Сега поново ChatGPT сигурно. А тоа е многу погрешно, бидејќи погрешно не може било кој лек да го земе било кој. Да. Ова, што секој има зошто го зема тој лек. Па има сигурно, мора да се направи први евалуација на така. На кај пациентот за да се види што е, како е и дали ќе користи, не користи. Да. И тоа. Иначе сакам да кажам преска, имаше една анкета за осмоделенци. 50% од децата имаат зголемена телесна тежина. Да, што е многу. Обесет е навистина актуелно и во нашата земја. И уште нешто, вие што не може некој да има некоја физичка активност, движење, доволно е 2 до 3 пати да иде негде кај што има танц едно друго. Да. Таму саат, 2 сата да игра малку и готово ќе се исто ќе потроши тие вишо калорија. И плюс ќе има и социјализација и дружење, мислам, многу аспекти се опфаќаат. Да. Докторе, утрово, меѓу другото, со гледачите разговаравме дека Министерството за здравство најави намалување на цените на 300 лекови од 1 мај и ги прашавме како ги коментираат моменталните цени на лековите кај нас и не беа баш убави коментарите што ги добивме, но сакам да ве прашам што се случува со лековите за срце конкретно? Дали ги имаме доволно колку се на позитивната листа? Па сега, со последната промена на позитивната листа, мислам дека 5 лека беа ставени на позитивната листа, меѓутоа малку е тоа. Малку е, да. Има еден огромна лепеза на тие антикоагулантни лекови што не се ставени на позитивна листа, а коштаат многу. А се неопходни? Нели вие како доктори ги препорачувате и пациентите мора да ги земат? Има други лекови исто што треба да ги земат кардиоваскуларните болни, меѓутоа и од страна на кај диабет мелитус, кај што имаат. Меѓутоа и тие не идат на скапи се, што да кажеме, тие се по околу 2.500 од 1500-600 денари се до околу 3000 денари. Дали ќе влезат тие сите лекови на позитивната листа, не знаеме. Да, колку вие докторите може да влијаете? Тие да бидат дел од... Не можете? Нас никој не слушава. Па добро, ето не случајно сте денес овде и можете јасно и гласно да го кажете вашиот став. Да. Еве ние ве прашуваме. Па би требало да се стаат. Зошто ете не ве прашуваат, нели? Вие сте сериозна алатка во целиот медицински систем. Вајде има некој тело таму во фондот за здравство или не знам и кои тие одлучуваат. Иначе пред едно 10 години бе во Словенија. Месец дена таму немаше лек што не идеше на рецепта. Исто си беше како у Југославија што беше. Идат со книжката, си оди си ги подига лекоите, нема позитивна, негативна листа, ово е вака, ово е така. Сите лекови идеа. Се што ќе искочеше лекот. Кај нас, например, до сега само монотерапијата идат на позитивна листа. Меѓутоа, вие имаме сега таблети, овако кај што имаат во една таблета има 2, 3, па дури и 4 лека. Ниеден од тие не иде на Утрово токму тоа го споделја и неколку гледачи, да. И тука ние сме неmoćни, не може што да правиме. Да, исто имаше и коментар, баш ме интересира кој е вашето мислење, мислам често се зборува дека доста лекови во соседните земји се многу поевтини, речиси двојно поевтини. Добро, јас сум правил муавет со овие од представниците што доаѓаат кај нас. Предси од Крка, пошто су тие. Да, добро.
Они викат Македонија е мал пазар, пазар. вика. И ради тоа се Србија е колку се 6, 7, 8 милиона народ, Бугарија се исто толку, Грција Така, 10. да повеќе. И ради тоа е вика кај нас е лекот е малце поскап него што треба да биде. Значи лекот е да се стави се на позитивна листа, односно што повеќе Што повеќе лекои ставање неопходни на лекови, да, да кои се што вие стават ги на препорачувате. Има многу лекои што има и плюс нови некои лекои што уште кај нас ги нема Ги стигнато. нема, точно, да. А треба да не збориме за А има и доста лекови кои што вие ги препишувате, не вие лично, него зборувам не, докторите, а ги нема, не постојат во Македонија. Па еве тоа. Тоа Што исто го така пиват честа луѓе што имаат ситуација. аритмија, А тоа мора се да нови генерации на Во лекови нова кои што се генерација подобри. луѓе што имаат болни со аритмија што имаат. Да. Треба се пришуваат тие ксарелтот и анти. Ако не иде, а самиот лек кошта негде мислам околу 3000 денари сега. Многу скапо е. Па скапо е сега. Тоа не е. Со оглед дека Тоа пензионерите до крај на имаат, животот да, тој многу го скапо. прима, тоа не е денес примам утре, не. Да. Тој го штити. Фактички Тоа мора тој е да лекот што го штити него да не одвие некој друг инцест, да нема некоја цереброваскуларна болест нешто Болест, така. или Да. болест на Да, или крвните друго нешто садови да или прогресира, крвните така. садови на периферијата, бидејќи ако него пие ќе се створи тромб и зависи кај ќе отиде, дали ќе отиде до периферија, горе, централно да. или Тоа некој од веќе не се органите знае, веќе. Добро, Така да се да. вратиме ние малку на поведрите теми. Калина, ако може да ни го направиш балансот во моментов, сакам да те прашам каква година измина за тебе и што се ти се случи на професионален план? Динамична година, морам да признам, и не дека и предходната не Не било, било. туку некако да речеме дека имаше еден тампон период, тампон фаза, каде што бев во исчекување на некои одредени промени. Барем така се чувствував јас во однос на затоа што постојано има проекти, постојано јас соработки имам, постојано работам со некого, нешто се случува постојано на сцената. Да. Меѓутоа, ете 26-та да речеме дека беше онаа престапна граница, кај што се отвара портата за да конечно можам да ги реализирам, да ги презентирам работите кои што биле работени и претходно, така да. Да. Сега би рекла дека 25-та беше само предвесник на она кое што 26-та веќе почнува да го покажува како директен продукт. Да, а што е оно што те очекува друго во 2026 година? Дали може би ќе те видиме пак на Макфест, ја прво тоа ми доаѓа? Веќе со години дискутираме вака околу, Интерно. да, интерно. Сум имала повеќе предлози, меѓутоа ништо не фатило овце. Јас сум многу тврдоглав тип на музичар кој Па што добро, треба да ја почувствуваш веројатно кој песната. што многу сум специфична да изберам нешто што навистина ми можам да застанам за тој став. Јас не можам, не сакам да бидам видена по секоја цена, не сакам да бидам чуена по секоја цена. Сакам да кажам тогаш кога имам навистина нешто што треба да го кажам. И нешто Сакам што ти го чувствуваш пред се. Просто си живеам во вистината и сметам дека секој ден уметник тоа му е главната задача, да ја презентира сопствената вистина и кога има нешто кое што се врзува за неговата вистина, Да има тогаш приказна. тоа треба и да го направи. Така да, дали е Макфест, дали е нешто друго, не е ни важно. Тоа е само еден вид на медиум или сцена, кој што ќе го доближи тоа што треба да го доближи кон општиот аудиториум. Да. Има ли Македонијата естрада и што подразбираме ние во Македонија под естрада? Сега Калина ќе не рашамара музички. Со терминологија многу културна. Може ли да тука, се каже? тука рокчињата треба да почнат да растат. Јас сум секогаш многу политички коректен човек знам. како соговорник. Иако има што навистина многу да се дискутира на оваа тема, естрада во правилна смисла на зборот овде немаме затоа што немаме пазар. Ние сме многу мали, како што и немаме проблем во сите останати сфери, како и потемниве теми кои што се многу важни, кои што се дискутираат до пред малку, така и оваа културолошкава истите работи, од истите работи пати. Да. Ние немаме пазар, ние сме многу мали. Ако сакаме нешто вистински да направиме, треба да се обидеме на некој начин да излеземе од овие граници, за да имаме И од некој влијание. комфортната зона да излезе. Па доколку ако одлучи човек да се занимава со јавна дејност, професија, поготово уметност, сценска, која комфорт зона? Така. Значи, Не мене ми е постои. работа да бидам во дискомфорт. Јас треба да сум постојано во дискомфорт. На тој начин можам само да растам, да учам и да направам нешто кое што ќе остане
и за другите поколенија, нешто кое што повторно ќе се ревидира, ќе се репродуцира и ќе расте, ќе се менува, ќе се зголемува. Тоа е уметноста во суштина. Еден вид на интерпретација, така да естрада ние вистинска немаме. И имаме нешто што се вика поп сцена наспрема алтернативна сцена. Така. Нормално, класичната сцена, да не ги заставаме великаните. И нешто измеѓу што кокетира вака, нешто што би се нарекло авангарда, каде што се кокетира малку повеќе со, да речеме, сите сегменти во едно, како ѓурулт и кутија кога ќе се наместат работите, и од тука и излегува една интересна кохерентна смеса. Така е, да. Така да, значи, тоа што имаме многу артисти, тоа што имаме многу артисти кои што создаваат, апсолутно не ја прави естрадата да биде таква каква што треба. Не, естрадата во суштина прави медиумот пред се. Најмногу лежат работите кај вас во вашите раце, затоа што вие може да не изградите и може да не срушите кога ќе посакате. Да. Тука е целата работа, тоа е, да. Ние апсолутно даваме на светската сцена, тоа е многу позната работа. Добро, немаме таа естрадна музичка сцена на телевизија и не постои. Многу работи ни фалат, треба да бидеме многу сите многу активни, но многу треба да сме тврдоглави, истрајни, трпеливи и никогаш да не се престанува. Така. Да се избори човек за да отвори сцена. Да, баш така. Што ве прашам? Секако. Докторе, зашто вие кога доаѓаат српскиве пејачи, тука има толку публика, толку многу ги плаќаат, а нашиве пејачи занемарени. Тоа е многу занимливо прашање. Јас би сакала да си го најдам. Тоа е феномен. Одговорот на истото. Тоа е веќе веќе врзано со фактот што ние не знаеме да го почитуваме сопственото. Имаме малку раскрстено со она што се нарекува личен и национален идентитет. Кај ни е нашата лулка, од кај ни е изворот, кои сме ние во суштина и од каде потекнуваме. И зошто не сакаме да си го цениме сопственото? Зошто секој бидува камбелуван во сопственото село, а кога ќе излезе и тој во сите други гранки, и во вашата, нормално и во вашата. Така да, мислам дека тоа е општо. Од надвор признание, ние тогаш викам, да. Ој нашта, го и тоа ми се случи на мене, меѓу другото, никој не ме призабележуваше до тој даден момент. Додека не излезе од тука. Арно, ама ете. И многу мои други колеги, кои што се баш великани во сопствената дејност, меѓутоа не биле приметени како име и презиме, додека некој друг од надвор не кажал, овој навистина е квалитетен човек. Супер, благодарам. Баш ми е драго што приметивте. Да. Докторе, да, тоа велам, тоа е нашиот феномен за многу сфери во нашето општество. Баш феномен. Баш феномен. Колку вие слушате македонска музика? Колку вие го почитувате нашата? Ајде, доктор. Тоа слушам да ви кажам. Ностоп ми у кола ностоп ми работи радиото. Да. Кога одам негдека, обично стои на антена 5. Добро. Не тоа фаќа ни цела. Секој си има омилена радиостаница? Не ради тоа, него фаќа ни цела Македонија. Значи често не треба да вртиш таму да се занимаваш. Иначе у принцип повеќе слушам ритам и блуз. Добро. Тоа. Мислам дека на Калина и се допаѓа вашиот избор. Евгенија? Јас слушам, дефинитивно слушам, сакам македонска музика. Во Дубај често знам и да си го поврзам телефонот во автомобил, да си слушам само македонска музика, посебно кога ми недостига татковината, ми недостасуваат моите, а и секако сакам на моите деца да им ја представам нашата музика, нашата култура. Да, да знаат од каде се. Секако. Што најчесто слушаш македонско? Нема да те тераме да пееш? Ве молам, немојте. Ај за после текстот ќе го оставиме тоа. Да, подобро е за сите и за гледачите. Да, слушам се. Не сум прибирлив човек, сакам добра музика. Добра музика, квалитетна музика. Сакам музика во која што можам да се, како што кажа Калина, да се поврзам, да се пронајдам, така што не бирам. Се во што можам да се пронајдам, слушам. Се што лепи за уво, просто едноставно. Така, да ни е убаво. Да ни е убаво. Само да видам, имаме уште малку време. Ми спомена претходно дека после твојата прва бременост, односно породување, си се поправила 30 килограми. Како успеа да се вратиш во топ форма и кои се најчестите прашања што ти ги поставуваат клиентките кои што се во таква ситуација сега? Еден збор, трпение. Верувајте дека во тој постпартум период, она што најмалку ви треба е да се обвинувате самите себе си, да брзате некаде, да стигнете некаде, заради тоа што тоа треба да е најубавиот период во животот, меѓутоа за многу жени е многу тежок период.
И Апсолутно стресен. верувам, да. Стресен период, Ете, не Верче ќе сме каже. доволно, да, не сме доволно наспани, едноставно се соочуваме со нешто ново, посебно после прва бременост. Да. Така што трпение е нешто што мора секоја жена да го има во тој период. Она што мене многу ми помогна е пешачење. Секојдневно. Јас не почнав веднаш во теретана, не Така е. брзав да се вратам на кревање килажи, туку почнав со пешачење. Ке го ставев син ми во количка и шетав. Ја знам дека Заради- одиш и во теретана со детето, така? Да, Или тоа- одеше додека беше да, помал? Да, кога беше помал, да, го носев, меѓутоа тоа беше со втората бременост. Со втората, да. Да. Веќе се научи. Да, во првата бременост пешачење беше тоа што најмногу ми помогна, не само за физичко, туку и за менталното здравје, за да можам да се справам нели со целиот тој процес, целата таа промена што се случуваше. Колку е важна поддршката од партнерот во овој процес? Бидејќи жените Најважно. веројатно често се обвинуваат она што кажа себе си поради тоа што не изгледаат совршено за партнерот како пред бременоста, можеби? Да, верувајте дека поддршката од партнерот е многу важна. Јас секогаш кажувам, партнерот е партнер со причина, заради тоа што врските се делат измеѓу и вие сте тим. Така што секогаш кога имав потреба да излезам да извежбам, тој беше тука до мене. Значи максимална поддршка, Максимална подршка. Освен тоа, многу е важно морално да биде до вас и да ви Да. каже во рете, ова е само период, ќе се вратите на старо, се е во ред. Да, одлично Евгенија, ти благодарам многу, имам уште доста прашања за тебе и за другите гости, но тука ќе направиме една кратка пауза со реклами. Добро, можеби не така кратка, но останете со нас, се враќаме за брзо. Кога се пешачи,